Брзи избори во јуни и јули по желба на СДСМ се спорни за шефот на државата Стево Пендаровски. Тие бара изборниот процес да продолжи со завршување на воредната состојба, но и Пендаровски на линија како и експертите што се однесува до уредбата на владата за продолжување на изборните дејствија. Според председателот постојат правни размислувања дека уредбите важат додека има вонредна состојба, потоа мора да ги потврди парламентот. Според Пендаровски, уредбите на владата имаат сила на закон, но владата има законодавна моќ само додека има вонредна состојба. Не би сакал се да им наметнам нови задачи од областа на правото на овие што се правници од власта и од опозицијата, меѓутоа постои размислување дека уредбите со законска сила важат додека важи вонредната состојба. Потоа, за да евентуално продолжат да важат, треба собранието да ги потврди. Ако ги потврди, ќе продолжат да важат. Парламентот, ако не ги потврди, нема да важат. Тоа е едно од правните мислења кои ми го кажуваат, ми го советуваат оние што мене ме советуваат во правната свет. Не велам дека е тоа дефинитивната вистина, меѓутоа само сакам да ви кажам. Председателот на собранието Талат Џафери одбива да го свика парламентот, бидејќи тој веќе е распуштен. Ова беше и причината Пендаровски на 16 април да прогласи вонредна состојба по втор пат, што беше спорна за универзитетската правна фела, бидејќи го обвинија дека го прекршил уставот. Сега за нови 30 дена вонредна состојба, председателот вели дека ќе размисли два пати. Не сум сигурен дека ако трендовите во однос на ковид се стабилизираат и генерално попуштаат и според првичните проценки и мерките за ограничување на движење, за реотварање постепено на бизнисите, не сум сигурен дека и во таква ситуација ќе решам еви нови 30 дена и не се кидат, ја постојано ќе дам нови 30 дена, бидејќи вторите 30 дена беа дадени или утврдени затоа што мораше да бидат дадени. Вонредната состојба истекува на 16 мај. Пендаровски најави нова лидерска средба за 10 дена, откако претходно на тоа инсистираше лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски.